Но, бидејќи некогаш атмосферскиот притисок паѓа под 980 паскали, тогаш тие индустријски гасови стануваат тешки. Тие паѓаат тука и остануваат во градот. Присуството на тешките метали во организмот го нарушува целокупниот фин механизам од централниот нервен систем, хормонскиот систем, па до вкупната работа на сите внатрешни органи кај човекот. Не само гасовите кои што ги испушташе топилницата, туку и другите облици на загадување на околната средина. Тука спаѓа загадувањето од страна на надразливите гасови, сулфурниот диоксид, сулфурниот триоксид, испарувањето од сулфурната и сулфуристата киселина и киселиот дожд кој што паѓа кога овие гасови се растворат во атмосферата. Македонската јавност беше згрозена. Канцери, анемии, леукемии, респираторни заболувања, загадена почва, воздух. Пред фактите и надлежните полубогови замолчеа. Секако не превземаа ништо, ама барем за прв пат не се обидоа да сокријат. Па, вака помогнавме на 11 годишно девојче кое што боледуваше од тумор на мозокот, беше оперирано и како здружение, бидејќи мораше да лежи во постела, му поклонивме црвен велосипед. Мислам дека цел живот ќе ги паметам тие плави очиња. Девојчето немаше коса, нормално беше бричена, со шамивче, бевме во нивниот стан на 40 степени, летен период беше, значи кога го донеса од болница, но беше истовремено тажна, тој поглед секогаш ќе ме прати во животот, тажна, но среќна што доби подарок, велосипед за кој можеше, за да не атрофираат мускулите од постојано лежење, бидејќи и била лична желба да се вози на велосипед, значи да може да прави психомоторни вежби, а истовремено надевајќи се дека ќе се подобри нејзината здравствена состојба, да застане на нози и да го вози тој велосипед. Девојчето почина по отприлика по 2 месеци од нашата посета. Во почетокот на мојот ангажман во болницата во Јасеново ние немавме некои посериозни хронични белодробни заболувања. Во главном патологијата се состоеше од туберкулоза и од некои акутни белодробни заболувања. Меѓутоа, во текот на наредниве 5-6 години, полека, сега се повеќе и повеќе, се сретнуваме со тешки форми на хронични белодробни заболувања, со тешки форми на астма, со појава на малигни тумори кај млади луѓе, како што вообичаено не би требало да се очекува појава на такви болести. Длабоко сум уверен дека загадувањето што го правеше топилницата во минатите 25-30 години на околината има сериозно влијание на зголемувањето на бројот на тие заболувања. Бројот на заболени е многу голем. Значи, истиот број на пациенти кој што сум го имала пред многу години и бројот на прегледи, за разлика во последните години, значи тој број е дупло зголемен. Значи, ако истиот број е бил 2500 пациенти, иделе, да речеме, во месецот по 900 прегледа, сега идат дупло повеќе. Народот е болен, патологија има секаква. Најмногу кој што можеме да кажеме, анемиите се многу застапени, бројот на луѓе кои што се со недостаток на железо во крвта е од ден на ден се поголем. Ова се должи на уловото, кое што се врзува многу лесно за еритроцитите и долгите години кои што народот е труен во Велес, бројот на заболени со анемија и поточно на сидеропениска, значи недостаток на железо каде што постои, е од ден на ден се поголем и бројот на трудници е од ден на ден се поголем кои што примаат препарати на железо. Нема трудница во Велес која што не прима таков препарат. Што во другите градови со колеги се контактираме, вика кај нас не идат си се здраво бременост нели износуваат. Ние не ги гледаме пациентите и трудниците, имам колешки од Демир Капија, значи во оние делови каде што постои многу почиста средина. И се случи јавност, се случија весници, телевизии, радија. Разумот го надвладеа политичкиот пазар. Ако геслото на Мисирков беше дека правото на еден народ е да има право на свој јазик и тоа право му е свечено, тогаш правото на живот е уште посвечено. Нас некој сака овде да не го узурпира правото на живот. Ние велешани не можеме да дозволиме некој да ни го земе правото на живот. Зашто сме ние овде? Зашто сме дојдени, зашто живееме? 35 години
Трпевме. Веќе нема да трпиме. Ако се вратиме назад во своите размислувања во периодот пред 70-те години, кога е изградена топилницата, можеме да заклучиме дека со фаталната грешка која е направена со локацијата на топилницата на таа локација, не само што се обесправени граѓаните на Велес и Велес бил тероризиран во изминатите 3 децении, туку Велес испуштил прекрасна шанса наместо да се шири и развива по ридовите во околината, каде што е многу тешко да се обезбеди комунална инфраструктура. Велес имал шанса да се развива во еден прекрасен дел. Тој дел каде што топилницата е многу добар за перспективно ширење на градот. 12 месеци, 12 милиона, тоа е стварно добит за градот. Нели, тие пари тука се троше во Велес и така. Тоа е, речеме, како еден податок мерлив кој би можел да даде нешто како информација што треба, али дали е тоа цената да што треба да платиме за да останатите граѓани? Не е точно дека бројот на хронични белодробни